Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги пратеници и пратенички, почитувана македонска јавност. Предлог законското решение е издржано и мислам дека нашиот став е веќе познат во јавноста, но јас не би можела да премолчам и тука да испратам еден апел да не се заборави дека во делот кој што се однесува на целите, начелата и основните решенија фали и дистанцирањето од комунизмот. Треба да бидеме транспарентни, бидејќи ние сме тргнале кон Европската Унија и треба да знаеме дека покрај она што го имаме како историско наследство, тоест во еден таков режим, ние формиравме македонска национална држава, сепак бројни се жртвите на комунистичкиот режим и бројни се сведоштвата и македонските граѓани сакаат да слушнат дека ние навистина сме излегле од едноумието и дека навистина ги разликуваме тоталитарните режими и ги ставаме сите заедно онака како што Европа и целиот цивилизиран свет ги има донесено како заклучок. Сега, тука мислам на резолуцијата 1096 од 1996 година на Советот на Европа за мерките за ослободување од наследството на поранешните комунистички тоталитарни системи, понатаму резолуција 1481 од 2006 година за потребата од меѓународна осуда на злосторствата на тоталитаристичките комунистички режими, резолуцијата на Европскиот парламент за европска свесност и тоталитарност, усвоена на 2 април 2009 година, како и на декларацијата од 23 септември 2008 година за прокламација на 23 август за Европски ден на сеќавање на жртвите од сталинизмот и нацизмот. Од таа причина, ценам дека никогаш нема докрај да бидеме доречени и на претходното законско решение кој што доаѓа од мојата почитувана колешка Мизрахи, ни од ова на колегата Јован, доколку не направиме дистинкција и не пресечеме помеѓу она што влијаело да дојдеме до ситуација да треба и јавно да декларираме дека се дистанцираме од се она што не одвојува од нашиот пат. Европските вредности бараат транспарентност и бараат објективност кога се доближуваме и кога сакаме некои работи да ги расчистиме во едно општество. Значи, би сакала тука да ви укажам и на тоа дека до сега никој јавно и со декларирана заложба не им се извини на жртвите на комунистичкиот режим. И тоа не е помалку важно од ниту едно друго прашање кое што ги засега, па барем и еден човечки живот. Македонија е изградена на темелите на современите текови како резултат на антифашистичкиот блок и од таа причина сепак со сите обструкции, иако не бевме третирани од големите сили да добиеме шанса за да создадеме држава, ја добивме можноста. Сега треба да продолжиме понатаму и да бидеме уште пообјективни и да дозволиме и предлагам или заеднички амандмански да го дополниме ова, или и понатаму да разговараме и да најдеме солуција, за да не бидеме еднострани, ниту па да бидеме сватени популистички. Има теми кои што се сериозно, длабоко политичко прашање во македонското општество и ги тангираат и сите етнички заедници, и сите возрасти, и, ќе кажам, и голем број на фамилии. Ви благодарам.